Здраво другари, здраво другарки. Денеска ќе збориме за една малце поинаква тема, но исто така ќе ја споиме и со крипто, ќе видиме како криптото ќе игра улога во сите овие работи. Ова може на некој му изгледа како теорија на заговор, може му изгледа како заебанција, мислат обично луѓе дека тоа нема да се деси, Македонија е далеку, Македонија не се наоѓа на оваа планета и така натаму и така натаму. И мислам многу мисли такви во однос на за овие теми и во однос на централизирана банкарски дигитална валута. Што сакам да кажам за ова, ќе видиме прво што се дешава во светот, а потоа ќе видиме што се дешава и во Македонија во однос на овие работи, а потоа ќе кажам и некои други работи што ќе се дешаваат понатаму од кои ќе се воведат овие работи и ќе видиме до каде е Македонија и како Македонија се спрема да ги воведе овие работи, затоа што сите мислат дека Македонија е кој знае каде и дека никош нема тоа се деси. Но сега ќе видиме дека тоа не е баш така. Значи прво видиме што е централна банкарска дигитална валута. Тоа е валута што ќе биде исто, нели, оние кажуваат дигитална, тоа ќе биде дигитално, само што не кажува дека ќе биде програмабилно, ќе може да се програмира, ќе може да се стават забрани, ќе може да се ограничи количина купување на некои ствари. Значи, буквално што мислите вие, значи, што сакаат они, значи, ви забранат на вас, тоа ќе се воведе со централизираната банкарска дигитална валута, тоест CBDC. Значи, ја ќе го кажам CBDC, за не го кажам подолго, понатаму, ќе го кажам како CBDC. Поентата, која ми е? Значи, они сакаат да воведат, како што гледате, мислам, не знам дали и гледате вести, мислам, не мора вести, ми испаѓаат мене милион статии, затоа што на YouTube дремам и гледам. Обично гледам што се дешава со CBDC во Европа и гледате, само да видам каде, еве, имате дори прашања кои може да си ги одговорите, например, зошто ќе има потреба Европа од дигитално евро, дали ќе го реплейсне кешот, они сега имаат пишано тука, не, нема да се реплейсне кешот, нема да го смениме кешот, но знаете, тоа ќе биде еден начин прво на плаќање, како што имате нели со кеш, имате со картица, ќе може и со CBDC преку телефонот, но тоа е прво колку да влезе, нели, она како се вика чевијата, колку да му влезе, па после вика другиот ќе му го забранеме и ќе му остане само CBDC. Само да видам и некои други статии. Еве, Progress on Digital Euro Holding Limits имате, гледате, јануари 16 2025, мада ова е некоја стара статија. Знам дека имаше некои понови статии каде што они више објаснува дека од 2026 или 7, не знам како кажа, кога ќе биде више во тест фаза, па дури луѓето исто така, не знам дали во прашањево може да го најдам тоа, они кажа дека ќе има и рок на траење дигиталната валута, ќе имате прво, не знам, 5000 евра и рок имате на траење да ги истрошите во наредните 6 месеци. Ако не за 6 месеци више тие пари не постојат, нема зашто вие да користите, мислам да ги чувате парите што има да ги чувате, кога треба да се движи економијата, нели, за движење на економијата треба да се трошат парите. Мислам, што да кажам во однос на дигиталното евро е катастрофа ова што ќе се дешава, очигледно таа што им е главната Кристин Легард на Европска банка, Европска централна банка е катастрофа, бабетина и само некој ја влече за носот и кажува што да прави. Еве исто Digital Euro Project a new means of payment in Europe. Значи, одлично, гледате, нови начини за плаќање во Европа, тоа значи дека сега ќе биде како начин, потоа ќе биде само единствен начин за плаќање во Европа. Исто така сакав да покажам дека Трамп што прави во Америка? Во Америка Трамп гледа да забрани CBDC и он си носи закони за крипто, за користење на крипто. Не дека криптото ќе не спаси например тоа што ни следува и ќе објаснам понатаму во видеото што ни следува, но барем ќе го одложи тој дел, например во наредни 4-5 години, ако мислам дека ако добијат на следните избори демократите, CBDC ќе се воведе во рок од пола година. Тоа ќе трчат да стасаат Европа, дека нели Европа се најнапредни и ќе трчат да ја стасаат Европа и да воведат CBDC. Сега тука има објаснување зашто, што би значело, нели, банот на CBDC за дигиталните плаќања и се објасно да нема врска затоа што има
како се вика, сега нели how risk is the de-dollarization for the US, ја мислам дека немаат они ризик после воведувањето на законот кај што со стабилни коини они може да ги користат нели за нивни тргување и за правење, мислам со тоа они се обезбедили во наредни 100 години да бидат као резервна валута, така да мислам дека не им игра улога. Тука пишав случајно CBDC Side Effects, нели одма ми дава со AI што ќе бидат, да видите само што ќе се деша. Значи ќе имате надледување нели на вашите финансии, например ќе знаат кај сте биле, колку сте истрошиле, колку ви останало, ќе знаат пример дали сте купиле цигари, дали сте пушач, дали не сте пушач, дали сте купиле дизел кола па сте ставале нафта, па колку резервари сте ставиле, па дали се храните здраво. Значи тоа понатака ќе се спои со останатите работи што сакам да ги кажам, али поентата е затоа што приватност ќе имате нула. Сега со кешот, јас сум среќен што уште во Македонија се користи кеш и можеме се уште нели кеш користиме па чекај смени, не знае владата што правиш, како правиш. Ама затоа е тука направено и мој ДДВ, нели, апликацијата што е направена мој ДДВ за нели немак да се враќаат луѓето од ДДВ, тоа за знае УЕП вие што сте користеле, например, кога нема искористите картица, да се знае со кеш што сте користеле, затоа ја мој ДДВ го употребувам, значи јас го употребувам само кога ќе платам со картица, кога плаќам со кеш не употребувам, што значи дека многу ретко го употребувам мој ДДВ. Како и да е, гледате леков анонимити, значи нема да имате приватност, значи ќе се знае и нели они го воведуваат врз основа на тоа, па знаете дека се перат многу пари со кешот, со ова, па да, се перат пари со кешот, затоа што има криминалци, еве например ја не сум криминалец, ја не перам пари, што преме за тие што перат и се знае дека перат, мислам, многу лесно може да се открие ако некој пере со кеш. Значи ако јас например не знам, еве перам пари, еве например јас сум тој што перам пари, може да дојде кај мене, ми види колку ми се месечни финансии и сега ако сум купил не знам 10 стана, тоа значи дека јас сум испрал пари на некој начин со кеш. Значи тоа лесно може да се дознае, но они гледате за не може да се перат пари, гледате терористи се финансираат, ние ќе воведеме CBDC. Значи, они со CBDC од тоа ќе не спасат, но од приватноста и контролата врз нас, тоа нема да не спасат. Тоа не го кажуваат, значи, они само добрите работи ги кажуваат. И сега гледате potential of data misuse. Тоа значи дека Централната банка, ако, например, ја искакираат, замислете, сега доле пише и Centralized Target for Hackers, Operational Outages. Значи, замислете сега Централна банка да искакираат, еве, например, ја не верувам дека Македонија имаме добар cyber security team, дури ја не се сметам за најдобриот, но имам прилично големо познавање во однос на cyber security, во однос на безбедност на податоци, што значи дека ја, например, очекувам дека мојот акаунт што ќе го направи нели централната банка за ја да користам CBDC, дека може да го искакираат, може да ми сменат финансии, може да ми ги украдат финансиите. Значи, кој знае што може да се деси? И operational outages е за ова особено, значи, особено мислам дека ќе има ќе има пат на струја, со тоа што не знам дали знаете или не знаете, но кај нас е најавено више да се градат AI центри, значи Artificial Intelligence центри, значи со правењето на Artificial Intelligence центри, очекувајте, значи ние струја да немаме на секој трети ден. Барем тоа е моје очекување. Може па ќе бидеме многу способни, ќе направиме да имаме струја нон-стоп, што реален да бидам и не очекувам да биде така. Гледате тука Erosion of Financial Freedom. Гледате ова што го кажав, the probability of CBDC could allow governments to enforce restrictions on how money can be used. Тоа што кажав, значи ќе ви забране да купите цигари, пример сакате да купите цигари, сакате да купите сок, сакате, не знам, да ставите 3 пати нафта, што сакате ќе биде програмибилно. Значи што сакате, тоа нема да има проблем. Нема да има проблем, значи да се програмира и едноставно ќе има милион забрани. Ја реално мислам дека македонскиот народ не е ни свесен дека тоа ќе му се деси и тоа во блиска иднина. Нема биде тоа за 100 години, па ние нема да бидеме живи. Еве, ја планирам да бидам и после 100 години жив, но не планирам да користам CBDC, планирам да се ослободам и ќе ви кажам и како ќе се ослободам.
во однос на таа работа, и ќе кажем и дека криптовалутите исто играат улога во оваа контрола, и ќе објаснам исто така како. Сега, да видиме, затоа што нели Македонија е далеку, Македонија нема шанси тоа да го воведе, сега ќе видиме и во Македонија, но само да видиме во Франција, денеска, тоест гледате вчера е статијата, испаднала статија дека може оние кои го прават законот да го имплементираат биткоин и да се стави бан на дигиталното евро. Замислете, во Европа имало паметни луѓе што сакаат да го банираат дигиталното евро. А пример, еве, гледате сега кај нас. Значи, гледате стати. Само дигитален денар пишам. Значи, ништо повише. Сега гледате идеја за дигитален денар 2025 март 19 2025 Значи, само за тоа јуни 5 2025 Мислам, ова е катастрофа. И ќе ви покажам. Еве, гледате, Македонија се подготвува за дигитална валута. Народната банка работи на студија за дигитален денар. Значи, они што објавуваат студија, рачунајте, они више пола им испрограмирано. Кој знае кој им ја програмира, затоа што не очекувам дека кај нас има некој кој знае колку способен, и особено и за cyber security, тоа што го кажам, мислам дека кој знае како ќе работи ова. Гледате, Народната банка внимателно ги следи активностите на глобално и регионално ниво за регулаторно управување на криптопазарот. Они криптопазарот ќе го регулираат, дека нели многу се писмени. Мислам, реално јас би сакал да има регулација, но да се регулира како што треба, а не да се регулира како што не треба, и особено со забрани и со воведување на CBDC и кој знае какви работи. Мислам, тоа реално го очекувам од полуписмени луѓе. Мислам, реално ја бидеме. Кај нас ретко има писмени луѓе, секоја чест, нели, на писмените луѓе, мислам дека тие би требало да ги прават овие работи. И гледате, се уште ги поврзуваат криптовалутите со пирамидални шеми, мислам, ова не ќе ни да разговарам. Поентава ми беше за дигиталниот денар, дека они, нели, дигитален денар сакаат да воведат, и гледате го, например, нашиот премиер сега, значи на видео што кажува нашиот премиер, затоа што луѓето нели викаат, абе нема се воведе тоа. Гледате сега како ќе се воведе, гледате го сега нашиот премиер што вика. Ајде само почне видеото. За нас представува голема чест што можеме тие луѓе најпрво да ги угостиме, а потоа и да разговараме за бизнис операции, посебно во делот на потенцијалната соработка во иднина, а тоа е, можеби размислуваме и за така наречената валута македонски денар. Дигитален македонски денар. Нешто што можеби ќе представува и иновација во регионот. Сега за сега тоа е само на идеја, но ќе видиме како тоа ќе се развива во иднина. Што се однесува до господинот Џарет Кушнер лично него. Значи, сега е само како идеја, но они више прават студија, како што видовте, они прават студија. Народна банка работи на студија за дигитален денар, но тоа е само идеја. Како вика премиерот наш, само идеја ќе видиме во иднина. Значи, рачунете во иднина, они ќе ви го воведат, а не они да видат во иднина. Тоа секако. Поентата што ми беше да видиме тука, дигитална возачка и лична карта исто, значи ова мора да го знаете, не знам дали следите, но сакаат да воведат и електронска лична карта и возачка, што значи Digital ID ќе ни воведат. Не знам дали гледате на интернет, а најверојатно не гледате, кој знае што гледате по YouTube. Значи ако видиме Digital ID UK, ајде пишеме Digital ID UK, гледате сега, значи UK Digital ID Plan Sparks roll over Irish citizen rights. Digital ID cards could be disaster in the UK and beyond. Че гледате какви стати има. Луѓе излегува на протести, милионски протести. Мислам тоа им е џабе, затоа што јас, пример, во однос на дигитално ID више знам 5 години, што значи дека во 2025 више им е касно, но сепак луѓето, гледате, излегле на протест и протестираат луѓето против воведување на дигиталното ID. Сега кај нас никој не знае. А гледате, тука имате милион статии, повторно само да видиме каде беше. Еве, возачка лична карта се на мобилен. Еве, ако земеме прочитаме, возачка лична карта се на мобилен. Андоновски најавува крај на хартиените документи. Вие знаете ли, луѓе, што значи тоа? Значи дека контрола до максимум. Значи со дигиталното ID и со дигитална водачка, они ќе знаат и кај се, затоа што еве ќе побара така користење на GPS-от на телефон, што значи дека
владата, тоест нели МВР, би знаеле вие во моментот кај се наоѓате. И не само тоа, значи со воведување на камерите, еве јас, значи од еден аспект сум против воведување на камерите, значи ако видиме нели камери во Скопје. Еве, познато е како ќе функционираат камерите во Скопје, ова сите го знаете, најверојатно имате слушнато за ова. Јас се сложувам до некој степен, значи во однос на сообраќајки, во однос на чисто црвено поминато, но новите камери нема да се користат само нели за сообраќајки, само за безбедност во сообраќајот. Тоа е доброто од нив што ќе се дешава. Другото е со тоа што ќе ве следат, ќе знаете кај, ќе знаат кај одат, кај сте се задржале, колку сте биле. Значи се тоа ќе се воведе, значи не е само камерите дека ќе се воведат само за безбедност. Значи тоа е нели она го збориме доброто само за безбедност, но на лошото ќе го скриеме, нема да знаат луѓе, оние сепак ќе следиме, оние нема да знаат. Истото е со дигиталното ID. Со дигиталното ID буквално истото се дешава. И они возачка, не знам, ќе правеле, и сега еве и друго нешто ќе кажам. Значи во однос на возачката и на вакво. Еве на прво кога искакираат системот. Еве ја пример лично не сум сигурен во cyber security-то на ниво на цела држава. Ние имаме никакво cyber security. И тоа го знам дека имаме никакво. И што преме ако искакираат, значи возачка, искакираат лична карта, искористат мои податоци нели како матичен број, затоа што матичниот број е најбитен број, да не кажам какви злоупотреби може да се дешаваат, дека нема да сакате да дадете лична карта во установа кој ќе отидете. Мислам, реално, јас имам многу загрижувачки факти во однос на работим, особено во однос на дигитализација, затоа што ние немаме доволно добар cyber security и знам зашто ќе се користи дигиталното ID, поврзано нели со на CBDC што го кажував. Значи, оние ќе знаат све за вас. Тоа е едноставно катастрофа. Еве исто пример, мене ми е многу лошо патувањето во Европа, нели со новиот систем. Како се викаше сега, како да пишам, систем за патување во Европа. Вајде ќе го најде. Еве го. Систем за влез, нови правила, нели од 12 октомври, Entry-Exit систем, не знам како се викаше тој системот. Еве ќе отвори, ајде. Нека биде само побрзо. Странава е ужасна, како и да е. Исто во однос на ова мене не ми се свиѓа, значи сега некој да ми зима фингерпринти. Па фингерпринт е податок кој што не се менува кај човекот, значи тоа е податок кој не треба да се дава, значи биометриски податок, значи очигледно не треба да се дава. Фотографија на лице не е биометриски податок, биометриски податок е зеница да се земе. Ама од кај да знам дали јас ќе ми земат зеница и отисоци од прсти. Значи буквално е ова контрола до максимум. И се они контрола нели ќе воведуваат врз Македонија, врз држави што немаат што не се во Европа, ама арапите и мигрантите нема може да нели да им земат отисоци, дека они кои ќе дојдат нели од државата, они така се селат. Мислам, ова праење не прават будали, мислам тоа. Апсолутно. Ето го Entry-Exit систем, ES системот нивни. Ужасно. Катастрофа. Иначе само да знаете апликацијата со која ќе се воведе дигиталното ID, нели кај нас, дигиталната возачка, дигиталната лична карта ќе биде со OneID. Ова баш го дознав од луѓе кои имаат работено на апликацијава на OneID и со OneID ќе се воведе и дигитална возачка, и дигитална лична карта. И не знам вие колку знаете за OneID, но со електронска идентификација OneID можете вие да не одите во банка, да се регистрирате нели на OneID и потоа со OneID да си подпишете договори, подпишување на барање, можете кредит да побарате. Не мора да одите во банка, може да си побарате кредит. И да, некој ќе каже, слушај, тоа е топ, не морам да идам у банка, слушај, топ ми е, ќе си се регистрирам нели на OneID, ќе си побарам кредит, ќе ми го одобрат, ќе си ги истрошам парите, чао пријатно, нели, ќе си ги искористам за тоа што ми требаат парите и чао пријатно.
Ама ова е катастрофа, значи, што они го тестираат во банка, значи дека више е при крајна фаза на воведување. Што значи дека возачката и личната карта ќе бидат на One ID и после вие имате на мобилен, имате контрола до максимум и чао пријатно. Сега ќе продолжам да зборам за социјални кредити. Значи ова е следната фаза што сака се воведа, значи социјални кредити. Тоа ви е, значи малце апгрейд на дигиталното ID и на CBDC и со ова ќе се прави социјална контрола. Сега социјалната контрола како ќе се воведе, сега ќе ви објаснам. Значи ја видиме што значи, нели, historical, political and economic theory and modern government implemented system of social control. The historical theory, ајде да видиме, to ensure citizens have enough purchasing power to buy goods and involvement in distributing debt-free money and combat economic downturns. Гледате они како они го воведуваат да се види дали луѓето ќе имаат, нели, доволно могли да купуваат храна, дека нема да бидат во долг, не знам такви работи. Ова е све за контрола, луѓе. Све е за контрола. Ако гледате Modern China Social Credit System, не знам дали знаете, но во Кина више постои овој систем. Ова е катастрофа, значи, што се дешава. Ова што значи? Нека вие, нели, ако имате лошо мислење во однос на например, на актуелната влада, тоа значи дека вас ќе ве казнат со социјални кредити, ќе имате social score низок, па нема да може, нели, да патувате, нема да може да купите 2 векни леп, ќе можете купите пола векна леп. Ова значи, сега гледате the goal to create a trustworthy society by using technology to automate social responsibility and maintain social and political control. Што е ова? Катастрофа. Значи, за вие да бидете одговорни, нели, ако не го фрлите, пример, не знам, ѓубрето, или не знам сега да ми текна некоја, еве го фрлите ѓубре преку прозор со камерите, нели, што ги кажав, преку Digital ID, значи преку Digital ID, они ќе ве најдат дека сте вие и ќе добиете помал social score затоа што сте фрлили цигарата на земја, а немало канта на километар од вас. Или не знам, сте фрлиле ѓубре, или сте се степале па social кредит ќе ви се намали, или не знам, вашето дете избегало од школа, па ќе ви се намали на вас social кредит, па потоа ќе имате казни. Гледате, punishments for low scores. Што значи ова? Е катастрофа. Гледате, е second class citizens, значи како од втора класа ќе ве рачунаат. Значи, нели, ако не го следите системот како што ќе ви каже, вие да пешачите, нели, по тој систем и да не осврнувате лево и десно, значи ве прават буквално да бидете роботи. Значи, ќе добиете, нели, low score, ќе имате низок скор, и потоа со нискиот скор, гледате, ќе имате face restrictions on travel, гледате, нема може да патувате, нема може, значи, ова ви го кажувам, ова може и не го пишува, но нема може да купите храна, нема да може да купите, не знам, за бебето пелени, затоа што со Digital ID, нели, ќе биде споен social credit системот, и со тоа, значи, ќе ви забранат на вас купување на основни намирници за живот. И тоа значи, како ви објаснам, еве, social credit system. Гледате, Chinese is a national credit rating and blacklist implemented by the government of the People's Republic of China. Blacklist. Значи, некој може напрво да каже, еве, Славчо, затоа што Славчо зборел многу, не му се свиѓало него тоа, Славчо од утре нема да има леп. Нема да може да купи леп, 2 дена ќе го гладуваме, вода нема, ќе му забраниме, нема да има вода, за после 2 дена му кажеме, ти, Славчо, еднаш не смееш да збориш вака. Катастрофа, ова е катастрофа. И мислам дека македонскиот народ не е ни спремен да го слушна ова. Не е ни спремен, а ниту пак сака. Си вика, ајбе, па и ти у Македонија. Голема работа. Па ви покажав за возачката и за дигиталниот денар, нели, што го планира како иновација, не ќе бидеме многу иновативни. Не знам што да кажам. Еве, гледате, China Social Credit Score. Гледате, made from reality. Што да ви кажам? Значи, нели, они исто од МИТ, слушај МИТе, па ќе биде, и на крај ќе им го воведат и чао, пријатно. Значи, толку. Од слободата на говор, од слободата на
нели што сакате да правите, нема да има слобода, туку ќе ви каже државата вие што ќе правите и власта во таа држава. Исто така сега сакам да преведам на green credits, затоа што не само social credits, ќе има и green credits. Green credits, што се? Гледате, green credits are incentives and tradable units awarded for environmentally positive actions. Гледате, значи, вие ако ќе засадите дрво, добиете green credits, зелени кредити ќе добиете. Не знам, гледате, ако не трошите многу вода, значи, ако се туширате 2 минути, а не 10 минути, ако се туширате, ќе добиете, нема добиете green credits. Па со тие green credits, исто така, например, ако возите дизел кола, па ќе се фатам за дизелите. Еве, дека ја возам дизел кола и мене ме милена дизел кола да возам. Значи, кога ќе возите дизел кола, вие го загадувате градот, нема добиете вие green credits. Што значи тоа? И потоа, нели гледате, the concept is to reward voluntary pro-planet effort by issuing credits that can be traded on dedicated platforms similar to carbon credits. Што значи дека ќе имате green credits и carbon credits. Значи, мислам дека овој систем ќе биде взаимно еден со друг. И сега со carbon credits, пример, ќе отидете нели во некоја фабрика, тоест не например да кажеме дека сте фирма и ќе отидете на некое место каде што сакате, не знам, да ви произведе еве да кажеме некое железо и нели тоа дека се тешки метали, а таа фирма ако нема добиено, нели, ако нема доволно green credits, нема може да ви произведе, а исто така и вие ако немате green credits доволно, вие па нема може да купите, нели, нешто што би ја загадувало природата. Исто така, ако вие загадувате, нели, тоа ќе го одлучи државата, ќе го одлучи BlackRock, затоа што BlackRock ќе ги дава, нели, тие како признанија дека ова е environmental friendly фирма, ова не е environmental friendly фирма. И со тоа BlackRock ќе ви каже од која фирма вие да купувате. Нели ќе ви каже, вие можете од оваа да купите, ако нели купите од оваа, ќе добиете green credits. Ако купите од оваа, ќе добиете carbon credits, кои потоа ќе мора да ви наплатиме, па ќе плаќате казни, па нема може да произведувате, па нема може да продавате. Значи, сето ова се спојува со социјални кредити, со дигитално, со digital, со CBDC, со Digital ID, значи сето ова, значи се во ова што се воведува, значи следни, како што ви кажав, Green Credits, Carbon Credits и Social Credits. Значи тоа ви е следното што ќе се воведува. Еве гледате, дури има некоја, гледате, Global Green Credit Initiative, значи има иницијатива више за Green Credit, значи вие ќе треба да се однесувате одговорно према природата. Значи нема може вие да трошите вода 10 литри да ми пиете тука по 5 литра, тука ќе пиете по 1 литра да бидете environmental friendly. Значи environmental friendly ќе бидете. Тоа не нели што го прскаат воздухот, што ти ја загадува почвата све, тоа значи не се важи, ама вие како народ, ние тоест како народ ќе треба да бидеме нели environmental friendly, да не загадуваме, да не купуваме работи што би ја загадило природата, да не фрламе. Че тоа е катастрофа, мислам, катастрофа. Катастрофа, невидена. Мислам, во однос на забраните, јас се сложам, значи не се загадува природа, ма не можете на вакви начини со green credit, со carbon credit. На што личи тоа? Катастрофа. Еве, гледате уште едно, Green Earth имате carbon credits. Quantifying the positive impact. Значи, гледате, они ќе го бројат, нели, колку вие сте имале позитивен импакт на планетата. Мислам, ова е катастрофа. Катастрофа. Гледате, water carbon credits. Сега може да се прочитате carbon credits. Ја ќе ви ги оставам во description за да се прочитате поише. Мислам, ова е страшно што ќе се деша, страшно. За вакво видео се спремам да го снимам. Мислам, се спремам да го снимам више 4 години видео, да ама све немам време. Затоа и сега се одлучив да го снимам видео. Мислам, ова е катастрофа. Катастрофа. Сега да видиме како и криптото ќе има улога, значи ваму. Некој ќе каже, слушај, со крипто нема да може, знаеш, ќе може ни ја плаќаме, нема да не знаат, па тоа не може да ни забрани владата, нели ја платиме, да пратиме. Да, нема проблем. Сега ќе ви објасним и тоа како. Јас кажам дека криптото за сега е позитивно во однос на воведување на дигиталното во однос на CBDC, но и криптото ќе си има улога во овој систем.
Јас како ви објаснам? Например, што се прави? Не знам дали гледате или не гледате, ама имате стратегиска биткоин резерва која се прави од Доналд Трамп, нели он ја најави, се прави, мислам моментално не знам дали ќе се купуваат, негде кај што како што прочитав, ќе се собирале нели од кражби, од не знам што и ќе се собирале таму да е милион биткоини да има Америка, исто така и други држави има. Сега да не ги пребарувам по интернет, ги имате, пишете само Bitcoin Reserve Countries и ќе видите кои држави сакаат да прават, се во подготовка да прават дигитална резерва. Зашто они ќе прават дигитална резерва? Затоа што овој систем е расипан, нели? Овој систем знаеме дека има инфлација, инфлации, милиони глупости има со системов и не е одржлив на долгорочно. Што значи тоа? Дека ние ќе го земеме биткоин, претпоставувам дека нема само да биде биткоин, затоа што по 1 тон држави нема можат да купат биткоин, претпоставувам дека ќе бидат и останати криптовалути како Ethereum, Cardano, Solana, XRP да бидат исто како резервна валута за вадење на нели они ќе бидат како резервна валута, нели порано како било златото било, нели како underlying currency, нели колку злато имате и толку пари во сооднос може да извадите, нели сега например ако земеме на 100 кила злато, можете да имате, не знам како $20,000, нели кој ќе видите на 100 кила злато, $20,000, значи златото ви вреди $2,000, нели по килограм, така ќе испадне, нели. Ако земеме да прерачунаме и порано нели можело да се смени, например златото, тоест парите, доларите пример, ако ги земеме доларите се можеле да отидете нели во банка и да си земете злато. Ама тој сооднос се скина нели потоа од Никсон претседателот и потоа е направена федерални резерви, имат инфлации, све и свашта. Сега они сакаат да го ресетираат системот и сакаат да го направат биткоин како резервна валута, дори не као валута, туку ќе биде као дигитално злато и потоа врз основа на биткоин вие колку имате или например имате Ethereum, ќе имате CBDC. Значи например, не знам, еве некоја држава, само да отворам ноутпад. Ете гледате на македонски си пишувам. Еве ноутпад. Еве, например, не знам, сака Македонија да принта, еве, да земеме 100,000 македонски денари и сега они, например, ќе треба да има Македонија 0,01 биткоин. Значи, нели, за да испринта, како ќе испадне 100 милиони, ќе треба да има 1 биткоин. И значи така ќе се рачуна и ќе може, мислам дека ќе биде redeemable. Сега не сум сигурен, мислам redeemable значи да можете да смените нели пари за биткоин, како што било претходно со во минатото со златото. Сега која ми е поентава? Значи да видиме само понатаму. Еве, US Strategic Bitcoin Reserve, знаете дека се формира, гледате, estimated hold about 198,000 биткоини, со тоа што мислам дека имаат сега повише. Не сум сигурен, мислам дека негде прочитав дека заплениле и тоа огромна сума на биткоин, само треба да најдам статијава, дека ја читам премногу информации секојдневно, дури информациите ми се мешаат. Сега гледате, нели, они го представуваат биткоин и се innovative payment network and new kind of money, не знам што, new kind of payment, ја би кажал да, али не знам што да кажам, мислам дека затоа што он е traceable, не знам дали знаете, мислам traceable значи дека може да гледаат кои трансакции се дешаваат на самиот блокчейн, нели ако отидете еве например на страна blockchain.com, може да гледате например кој каде праќа latest трансакции. Што сакате може да гледате. Значи, ваму, што сакате, што значи дека е паблик. Што ме паблик, тоа значи контрола. Контрола. Тоа нема врска што е децентрализирано, не децентрализирано. Може некој нема да ви го земе тоа. Значи, нема да ви го земе биткоинот, но нема може да го искористите. Што значи сето тоа? Например, тоа што кажам дека нема може да ви го земе, но нема може да го искористите. Тоа значи дека сега, например, јас ако, не знам, отворам продавница, само да најдам. Пример, не знам, јас отворам продавница и имам сега некои намирници, нели, за продавање. Не е битно, имам вода за продавање,
само да сменам на македонски, имам вода, имам жито, имам, еве да кажеме, не знам, сок, имам нешто за јадење. Не е битно, значи овие намирници ги продаваме и сега, нели, во нашава држава, нели, сакаме ние да воведеме биткоин, нели, сакаме криптозакони, позитивни закони, со закон на прво ќе воведеме дека ќе може да се плаќа, нели, дека ќе може да се плаќа со биткоин, со Солана, со не знам што, и ќе направи ќе одбереме некоја берза каде што сите продавници на прво кои ќе сакаат да користат, нели, криптовалути, ќе си имаат своја адреса. Таа адреса, напред, нели, ќе го одбереме например Binance. Binance ќе не биде, нели, таму кај што ги се чуваат парите. Од Binance секој ќе си направи, нели, сметка на Binance ќе си направи, например, нели, таа продавница, не знам, еве, например да кажеме продавница А ќе има сметка на Binance. Со сметката на Binance, нели, пример, јас кој ќе отидам да пазарам во таа продавница А, ќе можам да платам со биткоин, нели, например, или ќе можам да платам со Cardano, еве, например, да кажеме. Или ќе можам да платам со некој стейблкоин. Сега, например, нели, јадењето ако ме кошта, нели, да кажеме 500 денари, тоа е од прилика, нели, да кажеме $10, сега со USDT. Со USDC ќе можам да платам до продавница А. И нели све е тоа топ, затоа што ние ќе можеме да плаќаме со криптовалути, а криптовалутите не може да ни се одземат од нашата држава. Сега, ја нели кажам дека ќе биде како резервна валута. И еве, например, што ќе се деси, некој ќе каже, со тоа ќе го избегнеме, нели, green energy и social crediting, све ќе избегнеме, нема може да се избегне, затоа што, например, ја кој ќе донесам, пример, нели, ако сум јас државата, јас, пример, размислам како држава, ќе донесам закон, каде што ќе може да има плаќање, нели, со крипто, но ќе мора сите плаќања да се примаат само од Binance, значи само од Binance ќе примаме плаќање, или например, или Coinbase, каде што вие ќе имате направено KYC. KYC што значи? Дека ќе знаеме кој сте, што сте, значи каде живеете, кој ви е матичен, значи све ќе знаат. И вие само од таму ќе може да плаќате, значи со крипто. Сега викам, слушај како нас ќе не откриат, па нели кажав дека е јавно, latest transactions, можеме да ги видиме, може да видиме кој, значи кој каде платил, што платил, од која адреса, све се гледа. Све. Сега што значи ово? Тоа значи дека, нели, кога јас ќе дојдам да платам, нели, до продавница А, доаѓам, нели, плаќам, ќе морам да платам со Binance или со Coinbase. Тоа значи дека УЈП, нели, пример, во Македонија, во МКД ќе знае колку, кој и колку платил. Колку платил на продавница А. Сега некој ќе каже, слушај, ќе земеме со децентрализиран волет ќе платиме, не знам, напред ќе отидам со децентрализиран волет ќе платам. Па да, ама знаете што ќе се деси? Во законот ќе пишува дека доколку некој плати со некој волет каде што нема KYC и не се знае кој платил, продавницата, нели, која не го напишав добро, продавницата, нели, А, ќе плати казна. Пример, ќе дадеме казна 10.000 евра. Со тоа значи дека вие кој ќе дојдете, продавачот, нели, што ќе треба, нели, за да платите, ќе ви провери дали вие плаќате од Binance и Coinbase и дали имате вие KYC. Тоа ќе се деси. И затоа и криптото нема да ве спаси, пример, во однос на ова што се дешава, во однос на целава контрола што сакаат да воведат. Не само Македонија сакаат, во цел свет да воведат, но Македонија е тест држава, така да мислам дека и побрзо во Македонија ќе се воведе. И гледате како, значи, вие парите никој нема може да ви ги украде, значи вие си имате крипто, никој не може да ви ги украде, но не можете да купувате. И сега некој ќе каже, па слушај, па како ме вика да се спасиме, Славчо, вика, што да правиме, вика, па ние ќе испоцркаме, вика, ќе треба да ќутиме власта што ќе ни каже, тоа ќе правиме, вика, и тоа е тоа. Видете, луѓе, има решение, само што некој не сака да го потреби тоа решение. Еве пример, ја ќе ви кажам што ќе правам. Јас планирам да си купам нива,
зашто не си го отварам таму, не знам, еве, да си купам нива планирам, да си направам куќа, да си засадам зеленчук, да си засадам овошје, да си засадам жито и да си имам за јадење пред целата година. Па гледате, Новак Џоковиќ работел со селаните на нива за награда, доби компири. Што мислите, Џоковиќ нема, он е мултимилионер, нели, од тенис, што мислите, он нема ниви и е спремен за вакво нешто? 100% има. 100% ја можам да го гарантирам дека има. Можам да го гарантирам дека има ниве, што значи дека ја планирам. Значи, не кажувам дека е лошо вие да инвестирате, нели, со крипто. Тоа секако на нас ќе ни се деси, дали, нели? Дали сега, дали за 5 години, дали за 10 години, имале, немале крипто, секако. Ама доброто е, со крипто ќе направам пари, значи ќе направам 1 тон пари, па ќе отидам ќе си купам ниви, ќе отидам ќе си засадам, ќе си направам све што ми треба. Седор не е дојден, нели, таа целосна контрола. Ќе си направам се и ќе бидам обезбеден за во иднина, да не зависам од системот, да нема контрола врз мене. Значи, ја не кажам вие да не купувате крипто, ја лично купувам крипто, јас имам крипто. Ама ја ќе го користам со оваа цел криптото мое. Значи, да купам ниви и да си засадам моја храна. Затоа што јас сум многу по теорија на заговор, сега не знам вие колку верувате, не верувате, многу храната, они планираат да ставаат и вакцини, планираат, нели, ГМО храна да ни даваат. Ја реално во Македонија не знам дали има закон за јадење или не јадење на ГМО, но реално ви кажам и да има закон дека не смееме да увеземе ГМО, ја не ли верувам во законот. Нема кој го спроведа самиот закон. Не знам што ви кажам, пример мене тоа ми е решението, а вие барете си ваше решение. Ја планирам на нива, ќе си работам на нива, ја ќе работам, ќе си земам уште 2 роботи, нека нели како што кажав од крипто, планирам да направам пари, ќе си земам уште 2 роботи, ќе работат заедно со мене, ќе произведувам храна, па може па и на вас ќе ви продам, па ќе може тоа со децентрализирани волети, нели да префрлуваме пари. Затоа што нема да продам во продавница, туку ќе ви ја давам директно од моја нива. Како ви кажам, дечки, тоа е многу страшни работи, мислам, да се дешаваат во иднина. Исто така сега ви покажам дека можете да отидете тука да видите за Digital ID на една од сајтовите мистерии за говори nlo.com. Во Useful Videos може да го видите ова, имате и превод. Има тука транслейт македонски. Ќе ви се преведе самото видео. Ева ви покажам како. Ќе отидете бам на македонски. Само видам дали го кликнав. Изгледа не го кликнав. Ево се лодира видеото. Зашто ова не сака? Гледате. Имате на македонски превод, можете на македонски да си го изгледате видеото, видите што е дигитално ID или како ова што го преведе дигитален идентификатор. Исто така во Reels имате, мислам малце спорија отвара страната, ќе мора да почекате, не знам што е проблемот, треба да го проверам. Мислам најверојатно премногу лодира работи. Гледате, имате тука AI and Universal Basic Income. Исто и тука имате превод, можете на македонски, ќе ви се преведе све. Вештачка интелигенција, са тука, не знам зашто не го дава целосно. Но имате тука, може да се видите ова видео. Имате и други видеа исто. Само видам каде беа видеата. Има милион видеа, значи, за гледате за AI. Еве секој дневни уреди што ве следат. Ја ќе вратам на англиски. Гледате, Everyday Devices that track you. Ова треба да се го гледате исто така. Има и некои други, само да видиме видеа. Еве, BlackRock Profits from Everything, тоа ви кажам дека BlackRock ќе профитира од све. Исто така имате превод, да си го гледате рилот овој. Исто така имаше, само да видам. Еве, Digital ID linked to social crediting. Значи ова што го зборев, еве видео да гледате што ќе се дешава, си имате превод да си видите што ќе се дешава. Има милион видеа, имате исто на cryptorevolucia.com Reels да видите што е CBDC долар што ќе биде. Имате еден тон информации имате на сајтовиве и мислам дека треба да ги гледате сите рилови, сите useful videos за да видите на каде се следиме.
А за Македонија само информација си барате на Google или во следните 6 месеци ја ви направам уште едно видео да видите до каде нели ние како се движиме према дигитализација на нашето општество. Реално катастрофа, ама не знам што да кажам. Барете спас. Тоа е тоа. И купуете крипто да можете да се селите каде што ќе ви дојде. За да не ви запленат имоти, особено ако имате CBDC, ќе може некој да ви ја блокира сметката. Тоа е тоа, дечки. Фала ви на дечки и девојки, тоест. Фала ви на внимание и се слушаме во некое наредно видео. Прилично долго видео, ама убаво. Се слушаме, поздрав.